Стотици граѓани на средно водно се искачија со едно срце и една цел да трчаат за Кочани. Настанот организиран од делегацијата на Европската унија и мрежата на Europe House беше дел од одбележувањето на Денот на Европа, но оваа година фокусот не беше ставен на прославата, туку на човечноста и поддршката за семејствата погодени од трагедијата во Кочани. Во духот на солидарноста истовремено во уште 6 други градови низ државата, Струмица, Крива Паланка, Битола, Велес, Струга и Тетово, се одржаа хуманитарни трки под мотото "Сите за Кочани, трчаме заедно". Трките беа отворени за сите, без оглед на возраста или физичката подготвеност. Средствата од котизациите, како и дополнителните донации, собрани преку кутијата поставена од Црвениот крст, ќе бидат насочени директно кон погодените семејства. Тука сме сите во еден обид да испратиме силна порака на солидарност и одзивот беше навистина голем во сите 7 градови, иако како што се гледа времето не ни беше овој пат сојузник, одзивот беше голем и од секаде се појавија луѓе. Представникот на Europe House Вајон Салиху посочи дека оваа година наместо славење изборот паднал на хуманоста. Покрај дождот има доста луѓе кои што се појавија и верувам дека пораката која што ќе се испрати денес од тука од Средноводно ќе биде моќна, јака и верувам дека средствата кои што ќе се соберат од сите кои што донира за Кочани ќе идат таму кај што треба и кај што е најпотребно. Учесниците пред трката велат дека мотивацијата да се пријават на трката била и повеќе од голема. Дојдов затоа што сметам дека е моја најмал придонес што можам да го направам за заедницата, за граѓаните од Кочани. Сметам дека и без разлика што врне и какви да се временските услови, треба многу поголем одзив да имаат овие работи. Дури и да не трчаат луѓето, нека ги испешачат, ама само нека се појават. Искрено да овде поддржувам сите што ќе трчаат и што ќе настапуваат на тркава. Убав настан и треба почесто да се организира вакви спортски настани кои што имаат хуманитарен поглед. Кога се работи за ваков настан, времево не е толку битно колку што е битно да дојдеме и да дадеме поддршка, да покажеме солидарност со луѓето. По завршувањето на трката, победникот ја посвети победата на жртвите од Кочани. Трката издржав премногу лесно, со мислите ми беа насочени кон нив. Едноставно издржав за тоа време и без никаков проблем ја посветувам трката и победата за жртвите во Кочани. Меѓу првите која минаа целта беше и Елена Стојчевска Андреевска. Голема беше мотивацијата да се помогне колку што може на овие семејства. Еве и денот е ваков. Веројатно и тој тажи за тоа што се случи. Организаторите на почетокот обезбедија бесплатен автобуски превоз. Денешната трка не беше само спортски настан, таа беше порака. Порака дека како општество знаеме да застанеме едни за други, кога е непотребно.